За изведување на фелинговата проба потребно ни е да имаме чисти епрувети, раствор фелинг 1 со стаклена чашка и капалка за фелинг 1 раствор, раствор фелинг 2 со стаклена чашка и капалка за фелинг 2. Тоа беа реагенси F1 и F2 или фелинг 1 и фелинг 2, раствор на сахароза и раствор на лактоза со соодветни стаклени чашки и капалки за нив. Исто така потребно е и чашка за загревање, чашка со вода за загревање на епруветите и дрвени штипки за држење на епруветите. Најпрв во чашата ставаме реагенсот фелинг 1. Стоп, е така. Сега ставаме во чашата од фелинг 2. Ја ставаме и капалката. Потоа Продолжуваме од сахарозата. Можеш и повеќе. Да. Уште малку. Без страх. Добро. Ја ставаме и капалката внатре. И на крај од лактозата. И ја ставаме капалката внатре. Фелинг 1. Потоа ставаме 1 мл од растворот од фелинг 2. Сега треба да се загрева. Ја промешуваме епруветката. Ова беше првата епрувета во која ќе се стави раствор од сахароза. Истата постапка сега се повторува и со втората епрувета во која ќе се стави раствор од лактоза. Ајде повторно, милилитар фелинг 1. Овие две епрувети се загреваат до вриење, доколку нема промена во бојата на реагенсите, тоа значи дека фелинг 1 и фелинг 2 реагенсите се чисти и не се загадени. Ако имаме промена на бојата, значи имаме онечистување на еден од овие два реагенси. Ги ставаме двата реагенса во водата и чекаме се до завривање на реагенсот. Ако се промени бојата на реагенсот, значи има онечистување, ако не се промени бојата на реагенсот, значи нема онечистување. Во ред. Гледаме дека при варењето во епруветата во која што имаме лактоза, имаме промена на бојата
на лактозата со фелинговиот раствор, додека кај сахарозата оваа промена е минимална. На крајот од анализата, после извесен период на загревање на растворите, се гледа уште појасна разлика во бојата. Епруветата со лактоза доби веќе темно-црвена нијанса, додека епруветата со сахароза кај неа се уште нема промена. Затоа ја правевме она анализа споредбено со два дисахариди, со сахароза и со лактоза и забележивме дека фелинговата реакција е позитивна кај лактозата, додека е негативна кај сахарозата. Што мислите, зошто е тоа така?